од Херемен одиш во Динамо Киев. Тоа ми е многу интересно, тоа идење, тие договори. Таму за колку одиш? Таму одиш веќе за 2 милиони и 300. Што правите на тие пари? Не се мои, ти кажа, тоа се пари за клубот. За ти вали ли ти се договараш дека не играш за 100 евра со Шевченко сега. Што правите со овие пари? Ти кажа пред малку. 50% од луѓето мислат кога ќе кажеш дека отишол за рекорден трансфер Мбапе, дека и Роналдо, дека они мислат дека тие Мишко, збориме сега, значи јас сум бил во 2000 од 2010 до 2012 во Динамо Киев, така? Тоа ти е пред 12-13 години. Да. Така, пред 12-13 години. Тогаш од тоа време знаеме ние колку по уназад парите толку и повеќе вределе, така? Апсолутно, да. Сега кога ќе видиме, знаеме ние каков е животот сега. Нажалост, знаеме каков е животот и како луѓето се справуваат да преживеат од месец на месец. Чувство дека тој Динамо Киев многу ти легна. Не знам зашто. Динамо Киев ми легна за тоа што сме из балкански, сакам да кажам, тој менталитет. Русија, Украина, Казахстан, Узбекистан, Азербејџан, тоа ти е балкански менталитет каде што славенски се збори, така? Викат ние сме славјани. Добро, ама еве и во Звезда играше, ама ти легна фудбалски, кажано, жерковски како? Фудбалот ми легна, играв во репрезентација, во Херевен исто така, кога играв бев во најдобра форма, во Динамо Киев бев во најдобра форма и дојде до момент каде што во Динамо Киев, кога играв, многу ретко знае татко ми да ми се јави и да ми каже мене ти си играш мајтап. Ова не е повеќе за тебе. Значи дојде момент каде што во Херевен татко ми никогаш ме нема пофалено мене, пофалбе да ми каже пофалбе зборови. Тоа ти е у кадети кога бев, кога ми кажа додека не дојдеш во младинци во Беласица, ти не си играш за мене. Дојдов во младинци. Додека не почнеш во прв тим да играш на Беласица, ти не си играш. Па отидов после странство. Додека не постигнеш топ ниво, не си играш. И така све, од Херевен, па после тоа у Динамо Киев. И во Динамо Киев се сеќавам. А кој те вика у Динамо Киев? Во Динамо Киев беше ситуација каде што ние пак бевме со репрезентација во Австрија, селектор беше Мирсад Јонус. Дојде овде да ме гледат скаути. Ме гледа скаутиве на Динамо Киев. Едниот скаут од тројца, двајца беа украинци, а едниот беше србин, кој што од ден денес таму живее во Киев. Тие се дојдени за тебе, така? Тие се дојдени да ме гледат мене. Пуштени од Динамо Киев. Претходно ми имаат следено, но доаѓаат сега стрикно овие две утакмици и гледаат и да решат, одиме или не одиме. А ти знаеш дека се тука? Јас знаев дека пред утакмица дојдоа, го повикаа селекторот Мирсад Јонус да го праша денес дали ќе играм. И Мирсад Јонус тогаш кажа, Горан е стандарден репрезентативец на Македонија. Тогаш дојдоа и на рецепција доле седна со селекторот да го прашат дали ќе играм. Дека селекторот Мирсад Јонус со скаутот едниот Берислав се знаат. Тие се знаат, мислам дека од порано, зашто тој скаут беше бивши голман во Србија. И тогаш Мирсад Јонус и кажа, ги праша од кај доаѓате, од Киев, за Динамо Киев. Па и удри една финта и кажа дека дојде и Шахтор да ме гледат, сака да ме купат Шахтор Донецк. Тоа се ривали Динамо Киев, Шахтор Донецк. Ма тоа беше финта од селекторот. Тие се напалија уште повеќе, дека јас во Херен бев најстандарден играч и во македонска репрезентација, него кога ќе удриш вакви боцки малку некоја, што е тактика. Како ние пример са, ја заземам да продам играч некој, ќе кажам, слушај, имам понуда јас од екипа од Премиер лига пример. Далеко сме од таму. Него од друга некоја пример, еве се. Носиш играч во Хрватска. Од Полска или ќе кажеш имам понуда од таму. Да, ово што ти е во. Али некогаш и точно е, ако имам понуда, ќе ја пуштам таа понуда во клубот да видат дека се заинтересирани за мојот играч. И така тоа се случи, дојдоа да ме гледат и ме зема во Динамо Киев после 10 или 12 дена. Искрено ти кажам дека во Динамо Киев отидов благодарение на нашата репрезентација, така? Репрезентативец. Добро. Исто има дел и тоа, а исто доаѓа те следат и во екипа кај што играш во Херевен. Гледали во Херевен. Така е. Али Херевен, кога ме зема, ме гледа од македонска репрезентација, така утакмици. Таму се најдобрите утакмици кои што ги играш, дали било квалификација европско, светско или што и да е. Пријателска дали е. Во Австрија игравме тогаш пријателски утакмици по две. И затоа има удел овде и репрезентација и клуб. Значи доаѓаат да гледат како се понашаш против големи репрезентации и како се понашаш во клубот против големи клубови. Тоа беше историјава која што од таму после игравме со Романија, Ванчо Шиков го даде голот. И после тоа со Азербејџан.
ги победивме Да. Романија, Лихтенштајн или Азербејџан, не се сеќавам добро, или Луксембург, не ме фаќа за збор, две утакмици завршија, седнав после, му се јавија на газдава на Динамо Киев на лице место овде Игор Суркис, скаутиве, му се јавија, мене ми преведува и кажа дека ме сака да ме земе во Динамо Киев. Па после 10 дена заминав таму, потпишав договор, се вратив во Македонија на 2 дена 3 и почнав со припреми во Аустрија со Динамо Киев. Така? Игор Суркис е газда на Динамо Киев заедно со брат му Григорий Суркис. И беше кај него? Нормално со него преговараш. И? Дај За ми услови. го тој момент, малку... Ваква верзија ти е Че тоа. са идеш ти те барат, они одиш ти, така? Одам во Киев со мојот агент и неговиот партнер. Како што отидовме таму, директно не пречекува газдава во канцеларија, влегуваме внатре и ми дава лист. 2 личиња ми дава да напишам колку сакам. Тогаш јас појма неам, исто така и мојот агент не знае. Порано нема продавано играчи во Украина или во тие земји таму. Ми даде ливче и ми каже да напишам за 5 години колку пари сакам. За 5 Јасно, години. За 5 години договор. Млад играч кој што доаѓа на 23 години, на 25 години кој што доаѓа овде, даваат минимум 5 години договор да го задржат или да го продаат после тоа. После 2 години, ако му даде договор на 2 години, може да се остане играч слободен да замине. Тоа е нормално, логично, кога веќе ти дава добар договор. Така да јас напишав некои цифри. Што напишав? Баш ме zanima. Искрено, што напишав? Сега, види, тоа е момент на... Имаш малку... Не знаеш колку да напишеш. Напишев некои смешни цифри кои што, ако ти кажам дека цифрите, пример, сум ги ставил 20-30% повеќе од тоа што заработувам во Херевен. Така? Тие цифри сум ги ставил внатре, но после тоа, мојот агент ме виде и кога виде што сум напишал, зема и ливчео го фрли. Го фрли ливчео, земав ново ливче, и не знам што да напишам искрено, му кажав на газда да викам што ќе напишеш ти, јас ќе погледнам, ако ми се допаѓа, окей, ако не, јас ќе ти кажам дали може да дигнеме повеќе или не. Мислам дека исто ја би изреагирал. Му дадов тогаш на газда Игор Суркис, тој зема на лист, напиша 5 години договор, и јас кога го видов, нормално се шокирав, Колку? затоа што цифрите беа дупло од Херевен. Плата така. Збориме за првата година. Да, сега нема после ориентација тоа- колку движи тоа. А Стварно после, нема ориентација после колку тоа, движи. окей, еве, примерно сега ако ти кажем, во Херевен сум заработувал 23 нето. 23.000 евра нето плата, така? Месечно? Да. Месечно, Добро. 23.000 евра нето месечна плата. Тогаш значи било повеќе од дупло, значи во Динамо Киев сум заработувал првата година $55 нето. И како брат изгледа тоа кога ти стигнат на сметка пари? Знаеш како? Ти титка на Во тоа време не ти титка ништо, во тоа време искрено ти кажам, не знам дали газда имаше печатница за пари или што. Значи париве кои ќе ти ги дадат не можеш да ги изброиш. Сакаш кеш да ги земеш, сакаш на сметка да ти пуштат, сакаш пример 20.000 евра на сметка, другите 35 да се на кеш. Како сакаш така се договораш ти? Али тоа го кажуваш унапред. За да ти обезбедат од следниот месец веќе да почне парите да стигат, така? Унапред го кажуваш тоа. Ориентација со толкави големи И така потпишав на 5 години договор, каде што секоја година ми расте ценава на договорот по $150.000 плюс. Значи од 55, 65, така? 55, 65, 75, 85. Добро, Шевченко колку зимава кога ти? Шевченко тогаш во тоа време, сега ќе ти кажам, како што знам јас, затоа што седевме на маса заедно. Тој не кажува никогаш колку зима, но не е тајна. У клуб заедно играме 2 години овде. Знаат сите тоа. Тоа фирма нема да разберам. Доволно е само човекот легенда на Динамо Киев кој што ги носи париве, што исплаќаше Максимовиќ. Аха. Максимовиќ. Максимовиќ, да, Максимовиќ. Србин? Презимето му е Максимовиќ. Не е србин, Не? Па Милевски А, што е. да, Максимовиќ, Не, да. Максимовиќ. Украинец. Тој ти е украинец, каде што човекот пример доволно е да дое овде, сега моментално е 81 години, 82. Да, да. Уште работи. За уште е значи тој човек истиот и кога ќе доволно да го прашаш него само што и како е, некојаш некој ќе каже, некојаш нема да каже, разбираш? Ама за поголемите цифри веќе знаевме од други луѓе, поголеми луѓе кај што Шевченко зимаше плата 3,5 милиони нето долари. Значи Шевченко доаѓа од Милано. Месечно? Збориме, тоа ти е годишно. А годишно? Месечно ти е 300, 280, 300 илјади
долари месечно. А како ви префрлат брат плата секој месец сега? Секој месец таму, да. Само во Англија тие секоја недела. Тие се. Неделно, да. Таму кога потпишуваш договор, викаат неделно имаш толку. Па ти пресмети си после колку имаш месечно во Англија. Тоа е од секојаш така. Да. Така да тие се убави моменти, може малку глупо е вака. Не, да збориме за цифри и за тоа све, но не е прв пат тоа да го зборам. Јас сум отворен човек. Битно е една работа. Вака да ја олесниме побрзо да ги избројат, вака ќе си надодават. Знаеш како викаат? У живот не сум украл ни 1 евро. У 1 евро зло не сум направил на никого. Темпераментен сум. Знам некојаш да коментирам, да кажам нешто. Моje мислење, ако некого го боли тоа, мене не ми е гајле, јас сум таков. И тоа што е моje, тоа што јас сум го потрошил, тоа е моje. Значи, све друго не е моje. Збориме за често заработени пари и мене ми е оној момент многу интересен кога ти се јавуваат од банка од Швајцарија, кај што ти практично како беше тоа, на која сметка да ги префрлиме парите, па ти се јавуваш. Не, тоа е момент каде што 40% од договорот на годишно ниво што го имам се исплаќаат во месец август. 40% одеднаш ти ги дават, а другите 60% на 11 месеци. Затоа што јануар месец кога си на пауза, плата таму нема. Значи ти се договориш, пример, збориме пола милион, така? На 11 месеци тој пола милион, не на 12. И затоа 40% во август месец кога одиме на припреми, дали во Австрија, дали на друго место, кај сме биле на припреми, пред да одиме на припреми 40% се плаќаат на сметка одеднаш. А другиве на 11 месеци плата. И затоа мене кога првиот пат кога ми легна $450,000, нормално сум зимал пак 23,000 така у Херемен плата. Ма секој месец ја зимал. Не си ги добил ти одеднаш 40% од платава да ми легнат 150,200. Него овде кога гледаш ти имаш на рака за зимање толку, плюс тоа газдава ми даде лист да се потпишам, ме праша казино дали сум играл. Мојот менаџер бараше на потпис да ми даде газдава пари. Да ме почасти. Не од договорот да ми одземе, да ме почасти. И тогаш пак ми даде лист, јас напишав 30,000, пак менаџерот ми го фрли. И газдава напиша Игор Сурки 150,000. И кога ми го даде листот, вика каков играч си ти, јас напишав 50. Еве ти вика 150. Значи, пред договор 250 што го имам и 150 овие од кешот. Те часта фаќки од договорот 250 во август месец. И 150 овие што ме части, 30,000 кола, значи тебе ти легнале веќе 480,000 и одеднаш се јавувам на мајката на мојата жена. Баба ми така. И се јавувам и кажувам, Стопанска банка работеше, те молам провери, ќе пуштам од Швајцарија 400, 300, 400,000 колку беа. Дај викам да купувам таму во Струмица, Дукени што има све. Купи? И така, нормално. Од тогаш кога почнав да купувам од Херемен. Од Херемен, од првите пари кои што ги заработив, купив куќа во Струмица. После тоа, како заработувам, така купувам, инвестирам и фала му на Господ. Шевченко каков е? Шевченко е одличен човек, одличен карактер, фамилиарен човек, каде што поштовање големо, не знам. Мислам дека видете пред 2 години беше овде син му игра во Ватфорд. Да. Па бевме заедно, ми се јави да одиме да гледаме на Фудбалска федерација. Ти со Шевченко си вака, тоа со мене. Па нормално дека сме така за било што и да треба во врска со. Јас сум Миланес иначе, викнеме кога ќе дое Шевченко. Тоа следен пат ќе обеќам следен пат. Последен пат ми се јави да ги спојам, виде дека Панде влезе во Фудбалска федерација на Македонија, па ме прашува се што, како работи, му кажав еве ти број телефон, го известив и Горан Пандев исто, дека Шевченко ќе му се јави да му крене, дека има англиски број, Шевченко живее во Лондон. Сега повеќе исто оди и во Киев, али во Лондон му е домот и неговата фамилија, неговите деца и жена. Така да последен пат се видов години и пол, 2. Не ме фаќа за збор. А се слушате вака? Се слушам некојаш по потреба кога ни треба нешто сега. Вака може да му напишем порака како си, шо правиш или роден ден да се честитаме. Секој дневно да комуницираме. Живее во Лондон и што работи? Сега председател на Федерација на Украина. Да. Фудбалска федерација. Председател на фудбалска. Да. И инаку тој си е од кога отиде во Челси, таму си купи и куќа и све, си игра голф. Човекот си ужива. Како што ние за наши услови во Македонија, фала на Господ, си уживаме исто и не зависиме од никој, од ниедна институција, од ништо. Тоа што сме заработили си го трошиме, тоа што го заработуваме пак си го трошиме. Така да јас сум благодарен на Господ и затоа кажувам, секој што работи поштено
И секој човек што помага, кај што можеш да помогнеш, помогни, не одмагај. Господ ќе ти даде повеќе така. Од Стоук, наместо Стоук, Вест Бромвич. Наместо Солк отидов во Вест Бромвич, да. И По таму 31 начекуваш последниот ден Малиот подпишувам. Лукаку. И таму на позајмица од Челси доаѓа Лукаку исто, после 6 месеци ни се придружи Ањелка. Да, Ањелка. Ањелка дојде исто, имаше од Манчестер Тој Сити на што позајмица правите? Не Синклер. сум ниту Ањелка живее во Дубај. Што Што комуницирам исто и со него. Тај да направиме некој. Беше спортски директор, беше во турска екипа Да? до пред година и пол дена. Сега нема ангажман, така да точно пред 2 години се имам слушнато како ми се јави и ми прашуваше дали може да земе пролиценца за тренер, не дека сака да биде тренер, да ја има, дали може странец да дојде да полага кај нас во Македонија. Викам, тука, брат, нема слободно проблем. дојди, викам, ќе те носам во Дојранско езеро, таму во Дојран се полага. Дојде, ќе прашам. Па се јавува по мои пријатели, прашува дали може да полагам и кажа дека е комплицирано, Да. јазикот не го знае и тоа, така да на англиски се збори да, ама па се откажа некое време и не дојде. Не, Инаку ќе требаше да дојде до Дојран. Со Лукаку тој тогаш почнуваше. Со Лукаку си имам комуникација, да. Тој е помало тебе дека. Мишко, јас држам комуникација, Со сите? тоа не е за фалење, јас од 2004 година. Ако ти Ти со кажам сите дека странци дека држам комуникација до ден денес со играчи кои што со мене играле во АЕК. Аха. Тие играчи тогаш беа по 30 години, 29, 30, 37. Да. Пред крај на кариера веќе доаѓаат. А јас сум бил тогаш 18,5, така? Ти си таков темперамент. И од тогаш- комуникативен, да. Од тогаш држам комуникација со сите тие. Знам кога ќе одам во Грција, кого да се јавам, кого да побарам. Кога ќе одам во Холандија, Хрватска, Србија, кај да одам, на секаде имам пријател некој кој што за било што е да ми треба ќе ми излезе во сусрет или да се видам. А друго сакав да кажам, дека игравте во големи клубови. Солидна заработувачка. Не зборам како Ембапе и како нели оние звездите кои што заработуваат многу. Но За нашава држава е, Апсолутно. дај Боже, сите играчи заработуваат Апсолутно. така, како што заработил Пандев, Попов, да го земам и Стојков овде, брат ми исто имаше добра заработувачка у Франција. Аха. Дај Боже да заработуваат, затоа што Наш- не е битно кој колку Мишко заработува. Знаеш што е битно? После кариера како ќе уложиш овие Тоа пари. сакав да го прашам. На што еден фудбалер ги вложува пари? Панчев отвори кафич. Знаеш, обично одат така, сите спортисти, не мора само фудбалери, или одат на кафичи или на... Сега, тука станува збор за, може не милиони, ама пак станува збор Кафич за можеш да суми. отвориш со 30 со 50.000 евра, така? Апсолутно, да. Со една плата. Но сега, Со една плата од Динамо Киев може кафич да отвориш. што е бизнес на фудбалер? Некретнина, што? Секој си има своја идеја, така? Ги слушам сега некои криптовалути, не знам Добро, тоа. какви, коин, моин ставаат, немам појма, тоа ми е Ага. мене едноставно никогаш не сум влегол во ризик. Аха. Никогаш во ризик не сум влегол да направам нешто, да купам, да уложам некои пари, макар и Добро. 5000 евра да е. Не ги дам, зошто да ги дам? Така Тие е. се заработени мои пари, нема да ги дам да ги фрлам се- вака, ај да пробам Мгм. тоа. Нема потреба да пробам. Затоа што ние знаеме. Земјата е таа. Така? Мгм. Не може повеќе да направи земја, таа е земјата. Ти си спортски менаџер сега. Значи, така? јас сум спортски менаџер, да, Продаваш играчи. продавам играчи. Добро. Но ме праша што е најдобро за фудбалериве за после кариера и додека игра фудбал. Што вложуваш ти пари? Знаеш, пошто пара се троши, кој ќе видиш толку плата и идам да си купам, не знам, Јас iPhone, 2008 година сум прочитал тогашен sport.mk портал, влегувам натре во компјутер, сум прочитал дека во тоа време Лампард купил 20 апартмани во Лондон. Од тие 20 апартмани по 50 метри квадратни, не знам за колку вложил милиони, Мгм. дека заработува месечно 20.000 фунти. Што ги рента? Што ги рента. Значи, овие апартмани само треба да ги некојаш дотераш, така? Аха. После 5-7 години ќе уложиш 5-6.000 фунти или евра, па ќе ги дотераш, па ќе го издадеш. И ти тргна. И тоа си стои. Па затоа ти кажувам, првото нешто што сум го купил, тоа ти е 2008 година. Аха. 2009 е. 2009 година. Тоа ми е куќа во Струмица што ја купив заедно со Дуќан. Дуќан, па два спрати куќа. Мгм. Таа куќа направена, све со двор, све супер. После тоа, како заработувам, така почнав да вложувам и во други работи. Дуќани во Струмица, плацеви, во Скопје, станови, Добро. и така да све си рентам. Деца вас дисуваат или ги држиш под контрола? Децава ми се, Злато. Господ да ми ги чува, цела фамилија и мене и деца, и сите што не мислат добро. Па и тие што не ни мислат добро, Господ знае што треба да прави. Али јас сам никого зло не мислам. И една работа ти кажам дека децава ми се прекрасни,
дека ги учам на тие ствари како што јас сум бил. Знам како сум живеел јас со 1 евро у џеп, 60 денари, а исто знам како се живее и со 100.000 евра годишно, месечно. За крај, 7-1 со Велс. Морав да прашам. Па, Македонија, знаеш Велс, како? Имам уште една шанса. Не да коментиравме на таа тема, утакмицата беше Па види, вашата репрезентација и ова репрезентација се разликува. Еве, ти се разликува многу. Фудбалот веќе оди многу напред. Со повеликувањето на Пандев и се виде тој пат. Види, тука е Барди, тука е Елмас. Има играчи квалитетни и сега, но искрено ти кажам, моја гледна точка. Јас сум добар и со Боби Милевски, добар сум со луѓе во кои што работат таму, не со сите нормално, не можем со секој ден да пием кафе, секојдневно. Така да немам ништо против. Со Пандев добри сте? Него сакам да кажам со Пандев добри сте во комуникација или? Со Пандев комуницираме многу ретко. Аха. Многу ретко. Ако ти кажам дека може у година дена еднаш или два пати, многу ретко комуницираме. Ако има потреба за некој фудбалер и нешто. Така да он си има своја работа у федерација, јас си имам своја работа. Нормално ние сме фудбалски луѓе од ист град, треба да работиме, али тоа ќе го оставиме на страна за друг пат. И сакам да ти кажам дека немам против никого ништо, едноставно сакам да објаснам дека на таква утакмица кога играш ти со противник кој игра премиер лигашки фудбал, не можеш да излезеш, едина замерка моја која што е, не можеш да излезеш ти со состав кој што ќе играш дефанзивно, така? Зашто ова утакмица тебе ти е или нерешено или ова. Утакмици да или да победиш или нерешено. Утакмици како што се случија со Белгија да играш ти нерешено или тоа ќе се случи може у 10-15 надпревари еднаш вака. Не може се брани цело време. Вчера ние видовме, значи јас гледав и не може да верувам, не е таа репрезентација Македонија која што беше претходно. Значи ние 16 надпревари немаме изгубено, 15 или 16 надпревари немаме изгубено утакмица. Тоа е голем успех. Последните од 2023 немаме загубена утакмица. Да. Дали пријателска, дали квалификации. Кој беше последната со Англија беше таа 7 исто беше 7-1. Исто со Англија беше 7-1 и сега доаѓа до момент каде што можеби и тоа е добро, клик да удри во играчи каде што сега имаме исто шанси преку Лигата на Лига нации, нации, да. Но имаме потешки противници. Тој резултат 7-1. Може да збориме колку сакаме ние 7-1. Боли. 3 бодови, така? Боли. Вчера кога заврши утакмица, мене ми пишува пријатели мои блиски кои што се во добри екипи, спортски директори. И јас кај што комуникација имам некоја со некој играч од репрезентација, па ќе понудам, може да комуницираме со твоите агенти, правиме партнерство, така? И кажувам дека вака и вака твојот играч може таму, може ќе го нудиме. И сега ти нудиш играч. И вчера двајца спортски директори од клубови, европски клубови, ми пишуваат вика, Горан, што е ова? Викам, легенда, што да ти кажам, фудбалот е таков. Само му каже, фудбалот е таков и на другиот исто му напишав. Таков е фудбалот каде што, но 7-1 тоа е голем пораз за сите нас. Исто и ние таа работа која што ја работиме. Утре го гледат тоа сите директори, сите скаути, председатели на клубови, каде што репрезентација Македонија изгубила од Велс 7-1. Тоа останува и нам не е тешко. Као гледачи, јас као бивши фудбалер, бивши репрезентативец, и тоа останува во историја кај што загубил 7-1. Али пак ќе кажам, нема да вреѓам, никогаш не сум вреѓал, нема да вреѓам, нема да кажувам лоши работи за никој, за тоа што сум играл и јас во Црвена звезда кај што со ПСВ изгубивме 5-0. Па после тоа од Зенит 5-1. Тоа е фудбалот каде што различни карактери, во репрезентација не. Во репрезентација не. Али како не? Против Чешка сме изгубиле 4-1 исто. Ама 4-1, не е 7-1. Сакам да кажам дека ова, мислам дека беше грешка, не треба да играме дефанзивен фудбал против таква репрезентација. Офанзивно, одиш на се или ништо. Не може да се браниш 90 минути кога нив само и значи победа. Твој играч имаш во репрезентација или? Мој играч во репрезентација сега беше последно повреден, затоа не беше повикан за Димитар Митровски, да. Димитар Митровски од Олимпија Љубљана. Беше у Вараждин, па го продадов во Олимпија Љубљана сега. Да. Добро. Ми беше драго што беше дел од овој серијал. Ти благодарам, Мишко, секогаш Јас ти посакам многу успех понатаму. Во секое време. Ти благодарам многу за убави работи ја се гледаме. Во тие менаџерски води.
продавите играчи, Тераме создавајте- работа, ништо на сила. Да, Работиме создавајте колку и што можеме. создавајте и наши деца да играат пространство. Нормално. Тоа е тактиката која што Тоа ни е, Хрватија тоа ни е правеа, желба, тоа ни е Односно желба. мамичи ја правеше, меѓутоа ние овде некако се правиме на сила и никако да не направиме и Ќе видиме, ние си тераме наша работа така да колку ни овозможуваат клубовите и колку работат со деца и колку повеќе има таленти, контактиве ги имаме ние така да тука сме да помогнеме на секој добар талент кој што има карактер, кој што има талент и кој што сака да успее, па еден ден вакви да ги гледаме кај тебе како што јас доаѓам Така сега е. со да раскажуваат Така е. за патот за до успех. успехот. Да, Благодарам. фала ти многу.